По поднесувањето на барање за проценка на штетите кај лозовите и овошните насади од страна на земјоделците, подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Кочани формираше две комисии, кои излегоа на терен и ги извршија потребните проценки на штетите. Раководителот на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Јордан Димитров денеска излезе со информација за настанатата штета, во која се истакнува дека најголем дел од поднесените барања се однесуваат на измрзнати лозови и овошни насади. Министерството за шумарство и водостопанство при подрачна единица Кочани со решение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство направивме две комисии кои излегоа на проценка за настанатите штети, при што во изминатиот период во Министерството се поднесени 480 барања за проценување на штети настанати од доцни пролетни мразеви на ден 21 и 22 април 2017 година. Предметите се сработени од наша страна, од двете комисии, излезено е на терен, посетени се сите парцели кои беа пријавени во делот на настанатите штети од пролетните мразови. Највеќе се зафанати лозовите насади, има и овошни насади. Така да во процедура се проценките на штетите и се надевам дека во најкраток временски период земјоделците ќе ги добијат обеќаните средства од владата на Република Македонија. Штетите се најголеми, се движат од 80 до 100% кај лозовите и овошните насади, а најголеми штети кај лозовите насади се констатирани во атарот на селата Борилчево, Кучичино и Бања, а за овошни насади, посебно вишните, во најголем процент се уништени во селата Теранци, Спанчево и Борилчево.